Oj, prirodo večna ubavice, ti sozdade se na ovoj svet. Ti sozdade ljubav i omraza, sreća radost na ovoj svet. Сова мотивацијска песна Баба Рада е една од најпознатите, ако не и најпозната билкарка во Македонија. Денеска ја промовираше својата прва книга пред кочанчани, раскажувајќи ги мотивите за стартот на незината кариера, желбата да им се помогне на оние кои очајно бараат помош за оздравување. Баба Рада го започна својот трогателен говор, кој несомнено без зборови ги остави присутните. Незиното мото е дека лошите работи во животот се мотив за создавање хумани дела и успеси. Помислив во мигот дали да се откажам од емисијата, дали јас ќе бидам способна сето тоа да го правам, за да можам на што повеќе луѓе да им помогнам. И на моето девојче му реков, таа е веќе мајка на деца повозрастни, ја прашав: сине, што мислиш, дали да се откажам од емисијата? Ми рече: не, мамо, животот мора да оди понатаму. И дали верувате, затоа ви зборував и за љубовта, им се јавив на сите оние билкари на кои што знае дека многу знаат, кои што поминале исто така низ тешки искушенија, и дали верувате и кои што не беа од градот Скопје, дека сите дојдоа. Дека тоа е патот на добрината, дека тоа е патот на милоста, на сомилоста, на сочувството. И сите тие ми дадоа таква утеха и тоа ми беше мотив ја уште повеќе, поздушно да се молам за сите, особено за младите луѓе, за очајните мајки кои ми се јавува и кои ме прашуваа што да направам. Публицитетот никогаш не ми интересираше, додава таа, но морав да излезам пред камера за да ме слушнат и видат оние кои не знаеја дека постојам. Јас можеби позната сум понашто зборувам, што сакам да ја проширам и да ја расширам љубовта, вербата и надежта, добрината да навлезе и со милоста во нашите души. Да, нормално емисијата дека ме направи позната затоа што бе водителка во емисијата. Меѓутоа заедно со сите други станавме така една бренд емисија во таа во убава смисла на зборот, а не за да се правиме важни или да изиграваме VIP и така натаму. Пред преполн аудиториум се промовираше незината прва книга со најава дека приказните за билките кои даруваат живот ќе продолжат во второто издание, кое веќе е во фаза на калемење. Книгата е првиот дел, ги има оние билки кои што се најважни и таа е дело не само мое, значи јас направив, собрав она што е најинтересното и најубавото и најважното од сите билкари, но ова е книга од најважните и најдобрите билкари кои што многу долго работеле со билките, така што ги има најубавите билки, но и во втората книга ќе има уште поинтересни и уште подобри билки. Кочанчани посакаат топло добре дојде на жената во која многумина од нив го гледаат изворот на здравието. Прашува и се интересира за секоја билка одделно, а Баба Рада на сите јавно им порача. Им кажувам дека многу ги сакам, дека вчера бев на панахидата одржана за нашиот Тоше, кој што многу го сакав и кој што уште е во моето срце, се надевам и во срцето на сите, и она што тој велеше дека ги сака сите, јас ги сакам сите во Македонија, ама денес најмногу кончанчани, затоа што ми пријде едно најтопло добре дојде, за кое од се срце им благодарам, и вам исто и на вашата телевизија.